Во следните 5 до 6 години државата ќе инвестира околу 6 милиарди евра во патната и железничка инфраструктура на Коридорот 8, најави вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Според него и двата аеродрома кои се дел од коридорот бележат значителен напредок и очекува во јули годинава да биде завршен процесот на реконструкција на аеродромот Свети Апостол Павле. Проектот кој што во моментов активно го работиме со Европска унија за целосна реконструкција и надградба на железничката линија од Скопје преку Јагуновце, Тетово, Гостивар до Кичево, која што ќе чини негде околу 285 милиони евра, и на тоа се додаде Кичево, Охрид, Струга, граница со Албанија, тоа ќе биде комплетно нова линија во вредност од 2 милиарди евра. Мислам дека е многу лесно да пресметаме дека некаде над 3 милиарди евра во железница ќе се инвестира во следниве 5 до 6 години само на Коридорот 8, што ако ги соберите двете суми заедно доаѓаме до вредност од 5,5 до 6 милиарди евра инвестиција. Според Николовски, трговската размена помеѓу Македонија и Албанија лани била 180 милиони евра, што е за 40 милиони повеќе од 2020 година. Вели, за да се зголемува оваа сума е потребно да се купуваат производи со потекло од регионот. Првиот човек на Стопанската комора, Бранко Азески, смета дека е срамота криминалците да ги користат пропустите на државите повеќе од бизнисмените. 207 милиони долари се свртени минатата година. Јас би рекол страмдање на бизнисмените, криминалците се пред нас во оваа работа. Тие многу по-добро и по-ефикасно ги користат сите пропусти што ги прави и државата и бизнисот. Дајте да се обединиме, да ги затвориме дупките, да го легализираме прометот и да ги направиме Македонија и Албанија една држава и еден ентитет кој што ќе го дигне прометот од 207 на милиарда евра. Николовски го цитираше и албанскиот председател Бајрам Бегај, велејќи дека автопатите од Скопје кон Охрид или Струга не се градат за одење на кафе, туку за развој на бизнисот и односите со соседните држави. Тој се осврна и на Коридорот 10, каде што во напредна фаза е проектот за изградба на брза железница од границата со Србија до грчката граница.